Министерот за економија Валјон Сарачини соопшти дека 3 компании се заинтересирани за изградба на технолошко-индустријската зона во Тетово. 2 компании се од Турција, една е од Норвешка. Индустријската зона ќе се гради по принципот на јавно-приватно партнерство и во тој реон е предвидено да се отворат околу 7000 работни места, истакна Сарачини. Конкретно за зоната во Тетово располага со површина негде околу 94 хектари, каде што се предвидуваат според сегашната парцела да се изградат од 25 до 30 индустријски објекти и според анализата направена се предвидува да се отворат негде до 7000 работни места. Државата ќе треба да ја изгради инфраструктурата до зоната и за внатрешно уредување ќе биде задолжена фирмата која ќе има најдобра понуда. Директорот на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони Виктор Мизо изјави дека можно е паралелно да се работи на инфраструктурата и на реализацијата на одредена инвестиција, додавајќи дека компанијата која што ќе менаџира со зоната ќе привлекува инвестиции, а може и самата да гради објекти, поради тоа што тоа ќе биде и во нејзина корист. Не мора да биде целата внатрешна инфраструктура дури ни надворешна завршена за некоја компанија да започне со градба на објектот, бидејќи во многу случаи слично и на она што се случува во Штип, паралелно ќе се гради објектот на компанијата и ќе се довршува инфраструктурата која е потребна за тој специфичен инвеститор. Компанија може многу побрзо да влезе на тој начин. Не треба да се чека период од 12 месеци да се изгради објект, туку постои веќе објект кој е готов и компанијата може да се всели веднаш. Во моментов не се соопштуваат имињата на компаниите кои што се заинтересирани за изградба на индустријската зона во Тетово. Во текот на средината на идната година може да се очекува да почне да функционира првата фабрика во оваа зона. На вчерашната седница на Владиниот економски совет било разговарано и за изградба на инфраструктурата во околината на другите индустријски зони, а министерот Сарачини соопшти дека се размислува домашните инвеститори да започнат да ги добиваат истите бенефиции како и странските. Пред неколку дена министерот за финансии Зоран Ставрески изјави дека во 2011 година, според првичните проценки, се привлечени странски инвестиции во вредност од 300 до 350 милиони евра.